Почитувани сограѓани, сведоци сме дека владата предводена од СДСМ донесе стратегија и акционен план за период од 10 години со кој на мигрантите треба да им се обезбеди олеснета постапка за државјанство, домување преку изградба на станови, згради и цели населби низ Македонија финансирани од буџетот, како и платени кири, школарини и градинки. Треба на сите да им е јасно дека се работи за план за трајно населување на над 150.000 мигранти и бегалци од Сирија, Авганистан, Судан и Сомалија на територијата на Република Македонија, односно на дел од нив на територијата и на општина Штип. Со овие необмислени потези на владата се доведува во опасност ситуацијата, целокупната демографска и безбедносна и економска состојба на нашава земја. Се работи за трајно населување на мигранти со сосема различно образовно и културно ниво, чие сместување треба да биде целосно на товар на граѓаните на Република Македонија. И порачуваме на оваа влада дека тие средства треба да ги намени за изградба на социјални станови во Штип, да им помогне на младите брачни двојки, социјално загрозените семејства без решено стамбено прашање. Се надеваме дека со пренамена на средствата ќе се обезбедат повеќе места за сместување на децата во детските градинки, дека ќе се обезбедат повеќе работни места за граѓаните на Штип. Бидејќи сериозна држава треба да ги решава проблемите на граѓаните, тоа треба да и биде приоритет. Почитувани сограѓани, сите сме сведоци дека држави и економии многу посилни од Македонија се соочуваат со страшни предизвици и огромни потешкоти во интеграцијата на мигрантите во нивните системи. Замислете што ќе се случи кога Македонија, кога за кратко време ќе се соочи со 150.000 мигранти, кои од неа ќе бараат да ги вдоми, образува, вработи и целосно да ги вклучи во македонското општество. Во врска со проблемот со мигрантите, сакаме да укажеме дека нашата земја треба да им овозможи како и до сега. Само транзитирање без прифаќање на други обврски, како што беше кога владата беше предводена од страна на ВМРО ДПМН. Очигледно се работи за наметната обврска од надвор. Мигрантите кои ЕУ не сака да ги прими да се задржат во предворието на Европската Унија, а Република Македонија во случајот да биде колатерална штета. Затоа бараме владата на СДСМ да ја повлече оваа несериозна стратегија, која економски и безбедносно може да ја уништи нашата држава и наместо да застапува туги, конечно да почне да ги штити интересите на македонскиот народ.